Па нема ред. Нема ред, пошто ова е нова сезона, пошто ја чекаме со месеци сезоната. Така, добро. Значи треба сега да го воспоставиме редот. Сега го воспоставуваме редот затоа што Добро. те чекав желно да дојдеш и да ја започнеме сензационално новата сезона. Ја наречеме оваа трета сезона на комуникација видео подкаст, со тоа што ќе се обидеме да ја вратиме малце повеќе на кај аудио, помалку на кај видео, не дека некој пат била нешто претерано многу различна, се заради тоа што подкастот е повторно назад во мода. Морам нешто да кажам, веднаш ќе те прекинам одма. сега, иако кај нас трендот е, нели, дека тоа е елитен тип на медиумска содржина, дебати. Аха. Познати луѓе, експерти, не знам, функционери, министри, овона, но светските трендови покажуваат нешто сосема различно. Сега повеќе се гледани и слушани подкастите како конверзацијски жанр или вид на медиумска програма во која што луѓето повеќе сакаат еден човек со гостино да разговара. Значи еден таков вид на конверзацијски опуштен муабет, а не некој со очување, тензија или подраматични веројатно имаме дебати, веројатно имаме доста динамична содржина онака Да, преку ден што не бомбардира да. и ни требаат подкасти онака да не успорат, да не смират, Да. да уживаме, додека трчаме, додека возиме, да не стават во некоја поспора Точно, брзина, да. да не вратат од трета у втора за да можеме да примиме поквалитетна информација. Да, токму тоа сакав да го кажам, дека се а развива ќе- во тој правец. Ќе направам паралелата со оние wired long reads, со долгите стори на New York Times, што всушност статистички низ годините се покажа дека се супер читани, дека супер ефективни. Во смисло тоа дека, нели, се треба да биде кратко, се треба да биде брзо во онлайн медиумите, меѓутоа медиумите почнаа низ годините назад да тестираат подолга содржина и сватија дека има простор за нејзе, сватија дека луѓето читаат. Така да, ако тоа таму си најде простор, верувам дека подкастите пак си најдува простор делумно Да. како таков тренд. Токму во оваа насока, малку опуштање од стресот, слушање на омилени теми, нови информации во еден поинаков контекст, така. Конверзацијски опуштено со познати лица на кои што им веруваме, значи таа фрагментирана публика сега си бира омилени водители, не знам, инфлуенсери или водители, новинари во крајна линија, кои што така, на опуштен начин ќе им презентираат нешто што го пропуштила во текот на денот или неделата. Имаме тема за одбрано за Да. овој прв комкаст од оваа сезона, од оваа серија да ја наречеме. Ајде, кој што требаше спектакуларно да започнеме во септември, ама добре, еве декември сме календарски уште истата година, тука сме се во ред. Темата е лажни вести, поствистина и така натаму. Но пред да се отвориме темата, ќе мора да упатиме еден сериозен поздрав во смисло на тоа кој ти е тебе најомилен подкаст, а при тоа да не го спомнеме Стречерси. Јас многу се закачив или се навлеков на Рингер и Бил Симонс, има уште неколку многу добри новинарски, спортски новинари, новинарски имења, кои што редовно ги следам на вистина, и така се конверзацијски опуштени, но многу добро подготвени. Значи да не залажува дека они тука нешто шеги разменуваат, туку на вистина се подковани, ама во таков опуштен муабетчиски тон кажуваат многу корисни работи, доста, како да кажам, аналитички во секој смисол и тоа ми е за сега. Значи спортските подкасти, пардон, и често за нормално, за медиумски содржина, она што е ново. За стримингот, например, следам доста подкасти кои што следат тоа стриминг wars. Помеѓу разните компании, тука доста тоа актуелно и не знам дали ќе Да, и јас сум еден од оние со кесата пуканки во Да, рата и што. да. Сега сите чекаме што ќе се случи со стриминзите, да. И колка ќе биде конечната сметка, која што месечно ќе треба сите да. Сега сите го чекаат Дизни да стигне во Македонија, Дизни Плюс. А најавено дека ќе стигне? Да, најавено е на пролет негде. добра. Сега да не тропнам, мислам дека е март, април, нешто така. Така? Да. И сега нели сега на сите ни досади Netflix, Да. сите го изгледавме HBO, па не Да. знам уште кои беа Ја, Prime, па, Amazon. Да, Amazon сега и Hulu, сите да. чекаат Дизни. Пред некој ден отворив Да. некоја листа на New York Times за најгледани најдобри серии во 2019 година и да речеме од некои 10 што беа на список, добри 6-7 прв пат ги читав дека постојат, да беа во втора, трета сезона. Така. И онака се зачудив и во еден момент се свестив колку сум ја затворен во Netflix екосистемот и во некој друг тип на, знаеш, на HBO и Netflix.
успех, затоа што другиве не стигаат до нас како кампањи, како реклами. Да. Едноставно не им ги знаеме сериите, значи не ги знаеме сериите на Амазон, не ги знаеме сериите на дури на YouTube премиум не ги знаеме сериите кои што имаат ексклузивитет. Тука не ги спознаваме, да. Да не зборам ни за Amazon Watch, за Facebook Watch исто кој што има премиум содржина. Браво. Многу добар заклучок. Значи доста сме насочени во еден тунел на оние работи што ни се достапни, така што треба да знаеме дека сме гледаме само дел од спектарот на содржина. Треба малку повеќе и да. Дали тука ќе може да направиме мост у темава наша? Значи Да. нашата тема е лажни вести, позвистина и многу повеќе позвистина во оваа ситуација, затоа што мислам дека тоа затвореност, таа изолираност по канали всушност е еден од предусловите или еден од битните фактори за да влеземе, нели, да западнеме во таа замка. Добро, темата е многу сложена и кај нас за жал стигна до оној степен на политизација. Во развојот на медиумите, вака школски кажано, да не држиме сега тука предавање некој си, но обично низ 3 фази поминуваат медиумите и низ нив мора да поминат и социјалните мрежи, односно социјалните медии. Прво, значи популаризација. Значи да соберат публика, корисници за да станат релевантни. Потоа веднаш се бараат бизнис модели. Значи мора да се комерцијализира за да опстанат, за да функционираат на пазарот во таа комплексна сложена мрежа на сервиси, медиуми и така натаму. И третата е за жал политизација. Значи кога ќе се развијат на тие две нива, популаризација и комерцијализација, веднаш стануваат релевантни за протоците на мок, влијание на политичките процеси и веднаш тука политичките фактори ги зграбнуваат. Она прво што се случи позитивно беше политизацијата на социјалните мрежи. Сите се сеќаваме 2008 Обама како ги користеше социјалните медии. Сите бевме фасцинирани. Како они преку социјалните мрежи дојдоа до еден фрагмент, сегмент од популацијата која што беше политички неактивна. Значи арапска пролет и сите други, да. И сите гледавме со воодушување како се случува тоа. И тогаш нивните политички противници или оние кои што конкуренти рекоа, чекајте, па и ние не сме толку неинтелигентни, ние ќе најдеме некоја формула која што ќе ни овозможи преку социјалните мрежи да допреме до повеќе гласачи или оние гласачи кои што ни се блиски, ама се пасивни. И тогаш се случи Трамп. И сите негативно гледаме како Трамп, Брекзит ги изманипулира, злоупотребија социјалните мрежи, но во суштина тоа беа две лица на политизација на социјалните медиуми. Дали истиот тренд историски гледано е забележан или може да се посведочи и кај другите медиуми? Значи дали и за телевизијата може да се каже истото или за радиото може да се каже истото? Во смисла дека на почеток позитивни политички влијанија, позитивни и негативни политички влијанија е пак дискусија од која страна гледаме. Така, нормално, значи секогаш сме субјективни или гледаме од идеолошко-политичката позиција која што на нас не одговара. Не можеме да бидеме објективни до крај. Вистина тоа, Дарко, значи се повторуваат. Јас дури сега не можам да елаборирам многу детали, се повторува приказната и со весниците, и со радиото, и со телевизијата. Еве ќе земам, значи сите тие кога биле популаризирани, првата фаза, значи биле пропагирани или рекламирани или ширени под аурата дека тоа е сега тој технооптимизам, технолошки оптимизам, ќе придонесат за позитивна револуција. Луѓето ќе имаат повеќе информации, подобро ќе се информираат, подобро ќе резонираме, општеството ќе биде порационално, нели? Ќе има дискусија, здрава дебата и потоа, но за жал нешто се расипува, нешто во пракса се расипува. И што се случи со весниците? Откако, нели, првите генерации на весниците во 18 век беа многу скапи, немаше секој да ги купи. И потоа се појави оние penny newspapers или penny gazettes, односно ефтини весници кои што прво се појавија во Англија и во Америка особено. И откако стана ефтина хартијата за печатење, малку се автоматизираше, механизираше самиот процес на печатење и може да се дозволат поевтини весници. Но што се случи? Веднаш се појавија таблоидите, односно жолтиот печат. Жолтиот печат кој што негативно влијаеше, значи имаше многу проблеми и тогаш со дезинформација, со лажни вести, со политички црни кампањи и така натаму. Радиото исто, значи прво беше пропагирано како да кажам, интелектуален спасител, дека сега сите ќе станеме просветлени, просветени, подобро информирани, заврши со нацизам и фашизам, Се покажа дека фашистите и нацистите, особено Хитлер и Мусолини, кои што беа страшно способни оратори,
дека ги палеа масите преку радио. преку Тоа беше радио. за нив магичен медиум. Да. Значи, пред тоа луѓето со векови можеа само да читаат што кажал некој крал, лидер. Да, не се председател. пренесува, да. И, значи, тоа навистина беше магија за првите слушатели на радиото да го слушнат во живо гласот на некој голем лидер. Значи, ширењето на фашизмот и нацизмот многу му должи на радиото. Телевизијата исто. Значи, почна со технооптимизам, дека ќе предизвика позитивна револуција, едукација, рационализација на целото општество, повторно заврши во Добро, сега, сумнителни води. значи стигаме до таа трета фаза Добро. и влегуваме во фазата на лажни вести, на лажни информации ке сите овие различни медиуми, вклучувајќи ги социјалните медиуми денеска. Дали овие постариве ја надминуваат во некоја фаза, во некој дел таа фаза, после некое време, публиката всушност станува малце поимуна и поедуцирана, па знае како да го третира сето тоа, или едноставно се уште сме на исто ниво како што сме биле? За жал, истражувањата, работите кои што јас ги следам и најдобрите мислители велат дека има некои многу работи кои што за прв пат се случуваат. Драматично за прв пат се случуваат, ќе објаснам, значи повеќе. Битно е да ја ставиме целава тема во рамка на политичка пропаганда. Тоа е многу важно. Значи да не се популаризира социјалните медиуми толку за да бидат толку влијателни, да стигнат на стадиумот на политизација, немаше да имаме толкав проблем со дезинформација. Добро, реално. Да, значи социјалните медиуми стана, како да кажам, како се вели тоа, вообичаено оружје за политичката борба, за политичкиот напред. Добро, мегдан. Да, мегдан. Што е сега специфично за нив? Специфично е што сите претходни механизми за контрола на протокот на информација, кои што ги има телевизијата, радиото и печатот, изгубени се. Така. Изгубени се. Значи, тие филтри, заштитни да речеме филтри, ги нема на социјалните мрежи. Ама мојата паралела сега, да, се согласувам, Да. комплетно е така. Ако само ќе, да, кажи па јас ќе дополнам. Значи, прашањето е следно. Ти имаш лажни вести на телевизија ден денеска. Да. Значи, телевизијата не го ја надминала таа фаза. Не Во која што влегла многу порано. Значи ти имаш две различни телевизии со две различни комплетни информации за една иста работа. Јас знам дека не може никој пат да имаме целосна објективност и слично, меѓутоа имаш ти факти кои што се комплетно различни. Така. Ти го имаш денеска Fox News во Америка или ред други примери, кои што Апла знаеш дека нели едноставно не дистрибуираат факти. Сега, прашањето ми е, ние не реагираме на Fox и на, не знам, New York Times и на куп други, кои што де факто се случува да шират лажни вести, меѓутоа под друг тип на пропаганда. А не реагираме на нив, реагираме на социјалните медиуми, пошто ни се тазен, нови, пошто сметаме дека ти имаат поголемо влијание. Да. Добро, две работи мора да се каже. Значи, медиумите, претходни, така наречени традиционални медиуми, има некои заштитни филтри. Значи, некој ако пласира некоја глупост или дезинформација, ќе дојде тоа кај новинарот. Ако новинарот е чесен, се води од некаков етички новинарски кодекс, ќе каже ова не може да биде објавено во вестник или на вести. Ако помене кај новинарот, ќе дојде кај уредникот. Добре. Ако помене кај уредникот, има главен и одговорен уредник. Значи има некои заштитни филтри. Тоа не е идеален систем. Ама пак поминува, пак поминуваат. Не, сега да поминуваат. Аха. Сега поминуваат затоа што гледаат дека го губат своето тло под нозе што го имале претходно како доминантни медиуми и сега тие има една первертирана ситуација каде што агендата на јавни настани, жешки теми, ги имаат социјалните мрежи. Значи тие гледаат што луѓето зборуваат, што твитаат, што се коментира, што е жешка тема. Баба перса е жешка тема на социјалните медиуми и тоа мора да го има како прилог. Значи во таа смисла сега да поминуваат, тие филтри што они порано ги имале сега ги напуштаат или мислат дека не се корисни за да не заштитат од тривијални, непотребни или некои информации кои што не дефокусираат од вистинските важните теми кои што не се важни за квалитетот на живот. Значи тоа сега на социјалните мрежи ние го немаме, мора сами да се ги изградиме филтрите. Дарко ако шири дезинформација, ќе му направам блок, хајд, што и да е. Но суштината е дека јас мора сам да се ги креирам филтрите. Реалноста е таа дека повеќето од нас или се мрзливи, или се незаинтересирани, или се субјективни. Значи сакаат да читаат тоа што со тоа што се согласуваат. Сакаат да имаат огледало на својата субјективна реалност во медиумите. Како и да е. Практично, значи, нема добри филтри кои што ќе не заштитат од дезинформации во таа мрежа, во тоа сивило
впаѓаат и класичните новинари, класични традиционалните медии, кои што велат сега по трка, по гледаност, слушаност, кликаност, што и да е, се конформираат кон трендовите на социјалните мрежи и ги напуштаат филтрите кои што порано се ги имале. Ќе вратам 3 чекори назад моветов, па ќе се вратиме пак нова. Значи јас ти реков дека ќе отвориме со мовет, меѓутоа влеговме на друг начин во темава. Лажни вести, дезинформации, поствистина. Добра. Ајде, значи ја мислам дека ги наредив по вистински редослед, меѓутоа малце да се обидеме да кажеме кој е најмало множество, кој е поголемо, кој е најголемо и како тие се разликуваат, кои се импликациите. Значи прво мора да ја спомнеме поствистината како филозофско, како да кажем, идеен идеолошки концепт. Тој се развива некако веднаш по издувувањето на постмодернистите. Но, значи, кога ние сите читавме постмодернисти, се водешувавме на Бодрияр, на Вирилио, Джеймс Джойс во литературата и многу други мислители, не знам, Лиотар, што и да е. Значи, тоа беа теориски книги кои што убаво дефинираа некои работи од сферата на, не знам, 50-тите, 60-тите, 70-тите, како и да е, но нивните идеи фатија корен. Значи, ние идејно живееме во таа ера во која што не трпиме авторитети, не интересираат големите вистини, така, големите идеологии, големите мислења, се развива индивидуализмот, индивидуата е важна. Јас што проектирам дека реалност, тоа е мојот свет. И во тоа се вклопи и оваа технолошка, како да кажам, револуција, која што се обидуваше да допре до обичниот корисник, односно да го потикнува да го развива индивидуализмот. Што се случи? Се случи дека вистината, фактите, ја изгубија својата вредност или важност. Важно е она што е вистина за мене. Поствистината се дефинира токму така. Значи, и релевантност, невидност, неважност на фактите и на потребата од вистина, од консензус за важни работи во општеството. Така? Значи, клучен дел тука е за важни работи во општеството, би било. Пошто мене ми е важно дали ова е топло или е ладно, ме свегаш да го донесам околу одлука. нешто мора да имаме консензус. Ова е црно, ова е бело. И сега ако сите се расправаме што е црно или бело, нели сега ќе дојде некој физичар ќе ни објаснува за спектарот на бои и ќе го изрелативизира тоа. Во духот на Ајнштајн, во духот на постмодернистите, но он може би е во право, но ние ќе го загубиме консензусот дека ова сметаме дека е црно. Значи тоа е конвенционално, може да биде арбитрарно, значи произволно, но битно имаме консензус. Ова ќе сметаме дека е позитивно, не треба се прави, и ова ќе сметаме дека е негативно, треба да го одбегнуваме, заради што? Заради јавниот интерес. Поствистината е таа, значи се губи тлото, платформата за тие конвенционални работи, кои што сите имаме согласност. Се согласуваме дека фудбал, што е злато? Значи не можеш да играш со рака. Со рака може да игра голмот. И замисли сега игра кој што зошто да не можеме да играме, да ја допираме топката со рака. Се се релативизира, се проблематизира, нема цврсти фиксни правила и тоа е полето на поствистината. Веројатно тука најбитната работа е што нели научните податоци и научните факти всушност цело време се ставени под знак прашање од страна на други научни постојано се преиспитуваат. И тука се дали земјата е тркалезна. Да, мислам некои работи кои што пешукаш тип никој не ги дискутирал, никој не бе предмет на дискусија, никој не се ни осудувал да ги оспори во смисло дали земјата тркалезна, глобалното затоплување, нели како факт, вакцинирање и некои такви работи. И сега тоа е контекстот. Значи тоа е контекстот на поствистина. Што се случува сега? Значи следниот стадиум е дезинформациите. Значи кога имаме ентропија, развој, ширење, дисперзија, дисеминација на информации неограничена, секој од нас може да се вклучи во интернетот, во вмрежениот свет, има речиси неограничен достап до сите информации, паралелно кај што има информации, има дезинформација. Дезинформациите се еден вид на вирус. Вирус значи нешто што ја корумпира, ја расипува информацијата. Како класичен вирус кој што паразитира врз клетката на организмот, така и дезинформациите се развиваат. Тие се следната категорија. Што е дезинформација? Значи мора да се прави разлика помеѓу погрешна информација, тоа го викаме misinformation. Добро. Misinformation. Значи, јас може да сгреш, немаш намера да објавиш нешто што е неточно. Дезинформација велиме дека е лажна информација. Јас знам дека е лажна, намерно ја пласирам, ја објавувам, ја пуштам во системот на друга информација. Дезинформацијата гола не може да функционира. Значи, полесно замисли ти да имаш отров некој кој што е во некој шишенце. За да функционира мора да го накапиш во некоја друга, за да се
за да се расшири. Значи така функционира дезинформација. Тие се капки на намерни, лажни, манипулативни информации ставени во другите информации и така се шират низ интернетот како вирус. Што се фейк news? Тоа се лажни вести, тие се само подтип на дезинформациите. Дезинформациите може да бидат десетина различни видови, кај нас од пракса, јас тоа го поручував и истражував, најчесто се лажна информација измешана со точни информации. И да се добро, коректно и вметнати лажни информации. И го предизвикува својот ефект на Синџер, зависно таа дезинформација која што таму имплантирана, се добива сосема друга интерпретација на текстот, на веста, на настанот, што и да е. Потоа може да биде точна информација, ама манипулативен коментар. Ние тоа имаме многу пракса. Значи, се има ред. Пресконференција, настан во живо и потоа може и во најава на прилогот или во поднасловот. Контекстот го врзуваш, Точна информација, ама придружена со манипулативен, дезинформативен коментар, целосно да ја едно време спин го викаат. Значи тоа е спинување. Се менува речникот, се согласувам, но тоа е практично вметнување, една од техниките за вметнување на дезинформација. Има уште десетици, сега да не ги редам, можеби немаме време. Лажна информација, целосно измислена вест. Тоа е фейк news. Целосно измислена вест. Нешто се случило, а не се случило. Добро. Целосно измислена. Така, значи кога имаме некоја подтип на дезинформација. Моја претпоставка е дека се прави многу често мешање на овие различни типови на дезинформации и дека многу често кога ќе кажеме лажна вест, мислиме дека се тоа оние велешаните кои што баш буквално креираат од нула вести, кои што само имаат за цел да добијат некакви кликови за да заработат пари, а нема никаква позадина политичка или било каква друг тип манипулативна позадина. И ги поистоветуваме со оние кои што се капка во нешто повеќе, кои што се далеку поопасни од овие други. Тие се поопасни, точно. Апсолутно се сложувам со тоа. Да речеме, има лажна вест, не знам, 10.000 мигранти сакале да ја поминат границата со Македонија и да се Значи тоа е целосно измислена вест, не се случило такво нешто. Или не знам, кога беше политичката тензија тука или политичката криза, имаше таква информација. Ке дошла, не знам, од север, дали од Србија, дали од Косово, не знам што, веќе не беше пласирано. За мигрантите исто има доста така измислени, лажни, целосно лажни. Тие се, како да кажам, со обичен факт-чекинг, проверка на факти, може да се полесно се разобличува. Полесно се разобличуваат. Ние ако сме мотивирани да ги читаме, да ги најдеме истинските информации, полесно ќе ги разобличиме. Многу се потешки овие кои што се замрсени, заплеткани и измислени. Стигаме до некоја фаза во која што на глобално ниво ова се теми кои што се дискутираат веќе жестоко неколку години, се покажува со прст на едни, на други, на трети, се префрла одговорност, се префрла вина. Моето чувство е дека тие што се да речеме центри одговорни да нешто преземат, напротив, не само што не преземат, туку преку ден малтане се обидуваат да се презентираат дека се обидуваат да се борат против тоа, преку ноќ всушност бараат начини како да го искористат истите техники во своја полза. Прашањето е дали можеме да обвиниме некој или да посочиме некој дека е поодговорен од некој друг за оваа состојба во која што сме сега и следствено на тоа да почнеме да разговараме за што понатаму, како можеме да размислуваме дека ќе се развива целата оваа ситуација и идеално дали можеме некако да очекуваме дека ќе станеме поимуни на тоа. Значи, ќе почнеме од наједноставното. Ние, зборувајќи за оној трет стадиум на политизација на целиот проток на информации и на концептот на дезинформација и лажни вести, можеме да кажеме еден локален пример. Негде летото, не се сеќавам на датум, мислам дека беше јуни, владата објави свој предлог, нацрт, план за борба со дезинформациите. И си го терат они својот план во некоја рамка на своји надлежности. Значи не пречекориле, да речеме, за сега, некоја рамка на своји надлежности. Што се случува? Сега и од другата страна, нивните политички опоненти, политичката опозиција се почесто прави пресконференции, објавува твитови, фејсбук статуси, каде што ја обвинува владата дека и они со лажни вести ја напаѓаат опозицијата, дека водат скриена кампања со лажни вести. Значи, доаѓаме до тој степен на политизираност,
на празнење Мгм. на тој концепт што е сега дезинформација, што е лажна вест, што луѓето се збунети. Значи, таа политизација олеснува да се шират лажните вести. Значи, целосно матење на водата, на медиумскиот екосистем, каде што обичниот граѓан сега е збунет. Владата вели дека напаѓаат со лажни вести, опозицијата исто така обвинува за тоа и сега никој не знае што е всушност лажна вест. Да. Што е последицата? Само не довршам мислата дека се исклучуваме. Најголемо дел од нив се исклучуваме. Значи, развиваме практично неверојатно голема недоверба кон сите, и кон институциите, и политичките субјекти, и кон медиумите, и кон новинарите, и потпаѓаме сега на нешто мораме да веруваме за објективната реалност. Не можеме сами да ја креираме таа, како да кажем, сложена слика или тој мозаик. И ако јас не верувам на владата, не верувам на опозицијата, не верувам на медиумите вакви и онакви, јас верувам на Дарко. Значи, мојот потесен социјален круг на пријатели, и тука паѓаме во оние ехо комори или social media bubbles, балони, каде што се губиме, се фрагментираме до мали групи, кои што мислат дека знаат што се случува околу нив. Всушност сакаат да знаат, сакаат да го имат чувството дека знаат што се случува. Значи, сега ме потсети на еден многу добар цитат, значи The Loudest Voice, многу добра серија, едносезонска мини серија на HBO, сега да не ги рекламираме, но мора. Добра е серијата, стварно. Се работи за основачот на Fox TV News, Fox News, сервисот кој што тогаш од, како да кажем, никој не се ни обидуваше да ја загрози доминацијата на CNN и на другите кабелски 24/7 вести. Fox News се појави тогаш. Роџер Айлс беше човекот кој што беше ангажиран да организира таа телевизија. И сега знаеме што се случи. Растури, Fox News растури. Го надмина и CNN и CNBC, мислам дека беа во тој дел на медиуми. И во тој процес, кога он се бори да се оствари неговата визија како треба да функционира Fox News, го прашуваат зошто пласирате волку глупости, дезинформации, други работи кои што не се фактографски издржани. Вика, и сега во екот на таа дискусија му велат, луѓето сакаат да бидат информирани, мислејќи дека сакаат факти, проверени информации. Вика, не. Значи, што вери Роџер Айлс? Луѓето сакаат да се чувствуваат дека се информирани. Да го имаат чувството дека се информирани. А не мора да значи дека тоа дека се де факто информирани. И таа негова визија, тоа негово чувство на потребите на публиката, тогаш за Америка, еве сега некако се глобализира. Ние чувствуваме дека сме информирани. Ке видиме што напишал денес за судењето, не знам за што е актуелно денес, и мене ми е доволно. Дарко што напишал, јас чувствувам дека сум информиран за таа работа. Не чувствувам потреба да барам аналитичка, објективна, истражувачка сторија и така. Да, ама не чувствуваме потреба затоа што имаме повеќето од нас. Значи не толку многу информации имаме на дневно ниво што всушност најголем дел од нив не ни влијаат на носење на одлука било каква наша. Значи ти во денот ако примеш да речеме 100 информации, 98 од нив не ти влијаат на било каква одлука што ќе направиш во текот на денот. Апсолутно. И заради тоа не ти е битно дали е вистина или не е вистина. А читањето само на наслови, гледање само на слики општа појава. Значи многу површно, ние површно сме информирани, а чувствуваме дека сме нешто информирани. Тоа е таа фаза во која што сме заглавени, од која што треба да бараме излез. Излезот е професионално новинарство. Одвојување што е професионално новинарство, некој кој што еснавски се бави со тоа професионално по стандарди, кој што ќе развие своја позиција на авторитет, на углед, на доверба. И сето друго не може да ние да затвараме портали сега во 21 век. Само ќе се разграничи дека тоа не знам. Портал, некој си приватен, дека е граѓанско новинарство, дека е блог, дека е индивидуален проект, се е тоа легитимно во ерата на интернетот, секој да има различни гласови, но нам ни фали таа дистинкција. Овие се медиуми кои што навистина, како во храната, нели хасаб, халал, стандард има, како се подготвува храната, така? Ние тоа за медиумите и медиумските содржини уште го немаме, значи тоа ни фали. Значи чисто да знаеме кои медиуми почитуваат професионално подготвување на информација. Патот на Перса се асфалтиран или не е асфалтиран? Ке мора да провериме на социјалните мрежи, фактите не можеме туку така. Значи јас сакам со Google снимка, Maps до згора сателитска, пин да видиме некој медиум. Беше градоначалникот снимаше таму. Го видов. Добро, значи
ајде вака, твоето гледање, твојот став, не знам дали тоа е глобален или не, да го наречеме за излез од оваа ситуација, нели, разграничување на што е професионално, што е квалитетно, што е условно речено проверено, што не е. Меѓутоа, ако ние се раководиме на информациите и на довербата наша ја даваме на нашите најблиски, не може ни да бидеме најблиски со новинарите, не може да бидеме најблиски со медиумите. Затоа што можеби ни е полесно да си имаме доверба еден со друг, затоа што јас ги знам твоите интереси во позадина. За медиумите не ги знаеме тие интереси. И да се вратам наназад неколку години, многу години, во времето на развојот на блоговите, каде што основната разлика кај блоговите, нели, освен што пишуваат лица, индивидуалци кои што стојат сами зад себе, нели, за пишаниот збор, беше и таа транспарентност. Значи јас сеќавам на некои од овие нашите култни блогери на времето, Джеф Джервис и слично, кои што на своите блогови има напишано: јас сум тој и тој, имам ваков ангажман, имам вакви политички убедувања, тоа и тоа, со сиот овој багаж, и ја го пишувам ова. Па сега ти слободно пресуди како и во кои рамки ќе ми веруваш мене. Во смисла на тоа дека ми е битно да го имам својот интегритет, онаков како што имам, со сите своји ставови и багажи што ги имам. Кај медиумите не може ни еден медиум да ти каже отворено: слушај, ја имам агенда да туркам оваква политика, јас сакам да туркам онаква политика, или јас имам ваков спонзор или онаков спонзор за оваа приказка. Ти никогаш јасно и гласно нема да го добиеш тоа. Иако се разликува и се знае низ годините, мислам. Во право се, значи не може ние да вратиме ситуацијата, ние сега ќе дојде некој многу супер одличен медиум, објективен, професионален, и сите ќе седиме ми поли ќе го гледаме. Мислам дека тоа не може да се врати. Мора да се земат предвид работите што се случи. Значи цркалото на историјата не може да се враќа наназад. Значи мора да се развиват, се враќаме на подкастот. Значи се наоѓаат нови комуникацијски канали. Некој сака пред спиење навечер кога се опушта да слуша подкаст на неговиот омилен новинар, аналитичар, што и да е. Што и да е, критичар, писател. Значи тоа е едната форма. Значи луѓе следат аналитичари по социјалните мрежи кои што квалитетно ги покриваат. Значи преку Твитер луѓе следат, им веруваат на овие луѓе кои што имаат развиено добри мрежи на социјалните медиуми. Значи мора пак во таа насока. Не може да се централизира професионалноста на медиумите, мора да се канализира низ другиве форми и начин на кои што информациите стигаат до нас. Најмногу обвинувања низ годиниве наназад на темава се упатени кон техничките, односно технолошките платформи. Google, Facebook, Twitter. Нормално Facebook најмногу го изеде од сето ова. Google ти се покажа како најискусни, најпаметни волци оваа приказка. Се скрија, никој не ги виде, помина иако се едни од можеби најопасните. Јас длабоко сум убеден дека тие знаат повеќе од колку што знае Facebook, меѓутоа многу попаметно играат целата игра и си ги плаќаат казните пред да излезат у јавност, ми се чини, затоа што има еден куп пресуди против нив. Шерил Сандерс, значи таа кој што го воведе, го револуционираше алгоритмите и бизнес моделот на Facebook, дојде од Google. Да. Значи практично они го разработија. Колку е реално да се бара одговорност кај нив? Мора, значи они мора да се повикаат. Многу се надевам дека нема трагично да заврши оваа приказна со интернетот, социјалните мрежи. Целата, како да кажам, целиот ентузијазам, оптимизам, развојот на интернетот беше во неговата слобода, во неговата отвореност, така? И сега кога ќе видите што прават Facebook и другите онлайн гиганти, така ги нарекуваат, значи практично се доаѓа до заклучок дека ние мора да воспоставиме некои правила и некаква регулација, дури врз нив. Инаку нема да бидеме заштитени. Дури во оваа фаза Facebook изјавува дека нема да прави факт-чекинг, проверка на политичките реклами за следниве избори. Twitter нема да објавува реклами, другите мрежи нешто се обидуваат во матно и тиролот. Значи пак не сме стигнати до некој степен кај што ќе не уверат дека они сега ќе се поправат. Паралелата која е? Значи дали CNN и NBC и BBC правеле факт-чекинг на рекламите кои што им биле пуштани за избори? Да, имало одбивани реклами. Да. Имало одбивани, значи имало некоја проверка и одобрување. Кај телевизиите. Сега не сакам да кажам дека тоа било идеално, супер совршено се, имало глупости веројатно, пристрасности и политички и така натаму, но имало процедури за проверка. Facebook вели, ние тоа нема да го правиме за да заштитиме слободата на говор, всушност практично си го продолжуваат
бизнес моделот и праксата која што имаа до сега. Значи, тоа се компании комерцијални кои што се постојат за да направат профит на своите собственици, Апсолутно. акционери и така Не смееме да натаму. го забравиме. Но сега и телевизиите биле еднакво комерцијално ориентирани, мислам и се уште се ентитети. Иако морам да бидам искрен дека многу често телевизии во сам почеток се правеле и се основале заради остварување на политичко влијание, не заради комерцијален успех. Најчесто да. За разлика од Facebook и Google и слично, ја не верувам дека барем од моите перспективи гледани и текстови isчитани, интервјуа и слично, не верувам дека кога биле направени имале некаква далечна визија дека они ќе имаат политичко влијание. Во моментов има сериозно, Секако, големо да. и така натаму. Тие не се конструирани за да се справат со политичкото влијание кое што може да го изгенерираат. Се сложувам, да. Тие се ориентирани и изградени да направат профит. Во оваа ситуација се што е легално, нелегално, етички, неетички, вистина, невистина, нив им е гајда затоа што им носи профит. Сериозен профит. И гледаат да видат што е можно помалце на удар. Зошто и како би можеле сега да се очекува да развијат нови механизми? Зошто кошта? Значи, Значи, тоа е они ќе многу загубат дел од профит. Јасно, значи они ќе го тера да го максимизира својот бизнес модел во смисла на профитабилност. Но што се случува? Бидејќи сега во опасна зона на исполитизираност и големо политичко влијание, се случува една од кандидатките на демократите за председателски кандидат страшно води кампања против Facebook. Значи, ако таа жена стане председател, веднаш ќе наметне некој, како да кажам, синџир на процеси кои што заборив како се викаше. Не, до Њујорк што е тип. Да, сенаторката, заборив како се викаше. Како и да е. Кортес. Да. Така што мите ке нисте па што не не следам толку одблиску, но ако таа жена стане председател од страна на демократите, веројатно ќе наметне некој процес на потврста регулација на социјалните мрежи. Каде што Facebook ќе мора по пат на законодавство, правилници и не знам друга регулатива да си го спастри тоа што го прави сега и да се регулира. Значи, за жал тука, заради тој максимизирање на тој профитабилен, а уствари аморален модел кој што не води сметка што е етички, што е неетички, дали нешто правиме лошо, дали предизвикуваме нешто лошо, ќе стане природно или прифатено дека мора да се регулира интернетот, дека тоа е за општо добро. Добро, не мислиш дека има малци двојна игра тука во смисла на тоа дека ова не е добро, мора да го смените, меѓутоа во исто време дај ми мене пристап, сакам и јас пристап, податоци за да знам што прават луѓе, како прават луѓето, зашто во суштина ние многу добро знаеме дека тие што имаат многу податоци всушност и тргуваат на некој начин под маса со тие податоци. Значи Google и така натаму. Зашто менува еден куп законски акти во Америка и наоколу за да добијат пристап до тие податоци, да добијат пристап до историја на пребарувања, пристап на iPhone, имаше пред неколку години, не можеше полиција и суд да влезе во телефон на човек, нели, што беше таму убиец или како и да беше тоа, некој од тие нападите. Така да едноставно, знаеш, едно е да добијат пристап, друго е да имаат контрола на тој пристап као сами, уникатно, затоа што мене се повеќе и повеќе ми изгледа да ја задржам малце другата страна, не дека ја фаворизирам оваа кој што да речеме е па не е опозиција сега, Трамп опозиција долго време. Во смисла тоа дека поразот на демократските овие партии и слично, всушност е во тоа дека нивниот систем е веќе немотен. Во смисла тоа дека не е доволно моќен за да го сузбие и да влијае на публиката, на масата, колку што е моќен овој другиот нов систем кој што не е нивни, не е ни на опозиција или на недемократите, на републиканци или што и да е, нели екстреми или други политички опции, меѓутоа всушност е очајнички крик на тоа дека промашивме, не сме таму, ајде да видиме што може сега. Значи ги победија со нивно оружје. Кога социјалните мрежи беа пропагирани, ширени, популаризирани како средство за демократизација, они ја свртеа целата приказна, сега е борба со дезинформација, така? Истото се случи и со американската демократија. Значи, ние извезуваме, глобализираме, се глобализираат, големи компании може да влезат сегде. Сега која Кина
со нивно оружје, Да. ги надвладеа, ги надигра, а сега ние Америка first. Да. Мораме да ги заштитиме нашите компании и така натаму. Значи многу е исполитизирана, дволична, сложена, како и да е таа битка. Јас не можам да предвидам како ќе се случуваат процесите, особено во смисла на регулација. Како они тоа ќе го стават во некој логичен систем кој што ќе не заштитува од лажни вести, од дезинформација, од манипулации, ќе не заштити ќе ја заштити нашата приватност, лични податоци. Тоа допрва се разработува. Историјата покажала дека и порано не успевале и не успеале, така да денеска е уште покомплексни и потешко, така да дека некој треба да биде оптимист дека ќе се реши, некако не ми оди. Да, многу е тешко. Па она на почетокот тоа што ми го кажеш, тоа е специфично за социјалните мрежи, многу е посложено. Значи сега во тој познат говор пред неколку недели на Саша Барон Коен во Њујорк, зборуваше токму за тоа. Значи социјалните мрежи станаа најсилна пропагандна машина во историјата на човештвото. Така. Што е точно. Значи никој немал публика од 4 милиарди корисници на интернет преку кој што може да стигне. Некоја отворена објава оваква на Facebook може да стигне до сите. Значи нема да се корисник на Facebook од тие нивни 2 милиарди корисници, може да стигне. А ги немаме доволно филтрите кои што ќе не заштитат. Значи во таа смисла првпат се сочуваме со уникатна ситуација каде што навистина пропагандата и пропагандните машинери се толку силни што ние не знаеме што треба најпрво да се прави. Секој може, ама на крајот на криштата и не може секој. Значи треба да знаеш, треба да умеш, треба да имаш средства, треба да имаш канали, треба да ги развиваш тие канали, тие мрежи, затоа што не може туку така ти да пласираш дезинформација и да предвидиш точно што ќе се случува со нејзи. Дали мислиш дека вреди малце да се отвори, еве како за крај муабет за тоа, кои се тие центри на моќ или центри кои што сакаат да бидат центри на моќ, кои што се имаат интерес да развијат вакви мрежи и дали сите мора да развијат за да имаат контраудар, да бидат подготвени за контраудар. Во смисла, нели, како беше клин со клин се избива приказката. Дали тоа е, која е тактиката да се справиш со нив? Од позиција на моќ или од позиција на желба за да стекнеш позиција на моќ? Ќе се обидам посредно индиректно да ти одговорам што не е решение. Не е решение она што го прават Кина и Русија во моментот. Кина прави еден вид на дигитална диктатура или на дигитален автократизам. Значи, го затвора својот интернет, луѓето за да се приклучат на интернет мора да ги остават сите своји податоци, да им се направи фейскен, да жртвуваат многу делови од својата приватност и преку тоа Кина мисли дека ќе може се да контролира. Но дали оваа дистопија тоталитарна е решение? Секако не. Русија се повеќе постапно се автономизира. Значи сака се што е, дури последната вест беше дека секој кој што ќе купи нов, ќе инсталира нов мобилен телефон, ќе инсталира софтвер, мора да има одреден сет на апликации на руски јазик. На руски јазик, уште не знаеме точно кои се тие, но може да претпоставиме дека голем дел од нив ќе бидат контрола на социјалните мрежи, на фидовите за дистрибуција на информација, агрегатори и слично и така натаму. Значи ова не се модел. Помеѓу ова што го имаме и помеѓу ова што не сакаме да бидеме, тука е негде. Значи мора да се постигне некој средно решение кое што ќе овозможи фер битка на онлайн гигантите за профитабилност, но од друга страна ќе ги заштити корисниците доволно за да тие повторно веруваат и на социјалните мрежи и на оние кои што професионално или етички работат на нив. Медиумите, информативните агенции, прес агенциите и така натаму. Ќе заклучиме со нешто локално. Па не знам, еве можеш ти да предложиш тема. Па не да предложам тема, него мене тен ми е добар, Мојотов ние сме го дискутирали, го читаме и го споделуваме и го пишуваме и натаму доста често. Не сум Не сум паметен да кажам нели ево вака треба, онака треба. Едноставно сме посматрачи. За жал сме само посматрачи. Се видувам систематски посматрачи кои што долго следиме и се обидуваме да систематизираме. Прашањето ми е дали мислиш дека некои од активностите што се преземаат на глобално па и локално ниво за да се води борбата против лажните вести всушност може да има некаков очекуван ефект? Многу тешко. Јас не сум оптимист во смисла на она реално што се случува. Значи, висока исполитизираност на се што е негативно на социјалните мрежни медиуми. Значи, сите велат ти си лажго.
и кај политичките субјекти, па Да. така, и кај медиумите. Да. Тие шират дезинформација, вие ширите дезинформација, вие ширите... Значи, во таа смисла не гледам уште доволна созреност, не се случило нешто, фала Богу, катаклизмично, каде што ќе кажат, навистина претеравме, ајде да се договориме што да правиме. Значи, таа свест отсуства и на политичко и на медиумско ниво. Од друга страна, онлайн медиумите не успеа да најдат некој доволно функционален бизнис модел, каде што ќе ги развијат редакциите, комуникацијските канали, и ќе кажат, ќе бидат самостојни, без штетно влијание политичко и економско. Значи, има решенија, треба да се ги барат, но практично тие имаат изгубено својата, да не кажам само финансиска врска со корисникот, туку секаква врска. Значи, тие мора, за да обстанат, мора да се поврзуваат исклучиво со компаниите, исклучиво со политичките заштитници или Еве ти е паралелата за крај. Да. Паралелата за крај е тотално различна, меѓутоа не наведува на темовете. Дали мислиш дека во Македонија може да функционира медиум кој што ќе се онлайн, кој што ќе се плаќа? Може. Сега не сакам да давам бесплатни консултации услуги, но длабоко сум уверен. Значи може. Еве една обична, значи ако сите една информација што се случило денес, судењето не знам на Камчев кој да е, ја гледаме во 1000 варијанти, значи може да се има медиум кој што ќе објавува дневни факс информации или како ги викаат тие дневни информации, деска информации, и може да се направи претплатнички дел, да се развива аналитички дел, неделник. Зошто да не? Со претплата. Ќе го плакаме онлайн. Интервјуа, анализи, истражувачки истории и така натаму. Сите ќе платиме за тоа. Значи нешто што ќе ни помогне да се одлепиме што најтрагично не е потребно сите. Мислам дека ако се направи математика 500 луѓе се доволни за да ти имаш самоодржлив модел. Има еден дел дневни информации. Има еден дел посериозен истражувачки кој што се плаќа. Тоа може. Кој екзистира? Ако мислиш дека може, патем и ја мислам дека може, зошто никој не се осудил да проба? Не знам. Значи ние сме така. Не правиме ОБЦ за ресавска култура. Ако некој го направи тоа, сите ќе се јават одма 15. И ќе го уништи во ново да. Мислам дека сите се плашат од тоа. Добро, тоа мислам дека. Дека ќе направиш па ќе ти го земат другите. Да. Како да го заштитиш? Како да бидеш различен, како да бидеш доволно одржлив. Но дека може да има успешни медиуми со претплатнички сервис, да, апсолутно. Не Мија или некој така. Да, јасно. Туку со вакви навистина квалитетни. На ниво на неделник, месечник, како и да. Секој ќе плати, значи, наместо да оди во трафика да го купи неделникот или месечникот, може да се претплати на него. Сега снимаме некои 40 кусур минути, рековме околу 20 до 30, ама како и да е, вредеше да се чека отварање на нова сезона на толку жешка и актуелна тема. Мене ми е секојаш задоволство кога можам да дискутирам вака особено со... Ти благодарам, Дарко, што ме повика, се надевам бевме корисни. Што ме повика, овие на комуникација наш... Не, ме чекаше да ја отворим сезоната. Да, бев упорен. Бев упорен, да. Да, ме влечеше за рака и ме доведе, го уважувам, го почитувам тој и затоа сум благодарен. Се враќаме назад на комуникација, се враќаме со Комкаст, ќе одиме повторно со некако ваков сличен стил на видеа и на интервјуа, на разговори, како да ги наречеме. Јас сакав да глумам малце поспори да бидеме, ама не може, таков е менталитет. Нашата хемија е така конверзацијска, да. Тоа е. Барем сме природни, непосредни, да. Нормално ова иде на YouTube, иде и на еден куп други платформи кои што може само аудио да се слуша. Не заборавајте да се сабскрајбнете, претплатите, ставите у фит или што и да веќе правите. Следното видео ќе биде кога ќе биде готово изнимено. Не правим никакви ветувања, пошто од септември навака ветувам. Добро. Сега фала ти. Благодарам и тебе, Дарко.